Најпрвен сметам дека тоа е очаен обид на опозицијата да го сврти вниманието од скандалот корупцијски во кој што се најде нивниот председател, кој што го обелоденија од нивната партија, нивниот градоначалник во градот Скопје, за местење на тендер од 136 милиони евра. Она што се однесува за неоснованите пресконференции кои што ги држат вчера и денес, јас сум човек кој што транспарентно пријавил во анкетниот лист се што поседува, а мојата комплетна биографија е достапна и во собранието кога ме бира за заменик министер за финансии и за председател на влада, како и на социјалните медиуми каде што може точно да се види. Втора работа, се што сум работел во животот до сега било најтранспарентно со оглед на тоа што вие како медиуми можете секаде на сите медиумски простори да најдете како функционирале сите компании во кои што јас сум бил или директор, или извршен директор, или основач, односно соосновач. Со преземањето на политичка функција како заменик министер за финансии, јас си ги повлекол своите финансиски средства од Pixel Group, компанија во која што сум бил основач и сум многу горд на тоа, бидејќи во Северна Македонија да направите фабрика за производство на високотехнолошка опрема, сепак сметам дека е нешто за почит. Што се однесува и со продавањето на уделите, јас таму немам ниту било какви интереси, ниту било какви обврски во однос на управувањето или работењето на таа компанија. И тоа е најнормално во светот во кој што живееме. Тоа што го обвинува ВМРО ДПМН се е поставено во некакви прашални форми и се однесува на работењето на компаниите кога јас сум бил таму и кога сум искочил. Сето тоа е транспарентно, сето е работено врз основа на закони во Pixel групација во која што јас сум бил како основач и како менаџер, меѓутоа после продавањето на акциите јас воопшто немам никаков удел, ниту пак имам било какви обврски или одговорности во таа компанија. Така да сметам дека она што најмалку може да го направи ВМРО ДПМН, нивниот председател, пошто тој е нарачател на овие работи, бидејќи тој е фатен во корупцијски скандал од 136 милиони евра и претходно во други корупцијски скандали, за кои што се откажуваше и од своите пријатели и другари, со кои што веројатно имал некакви активности, и прво да се извини, а да не ги тера пратениците, како например вчерашниот пратеник кој што излезе, да изнесуваат невистини, квалификации и конструкции, со оглед на тоа дека ја прво од нив ќе побарам извинување, а потоа се она што следува врз основа на законските регулативи во државата. Значи да кривична пријава? Тоа ќе кажат адвокатите, ја не сум адвокат. Видите, ја кажав дека прво мора секој човек да функционира врз основа на одредени етички норми. Јас сум веќе 2 недели под константни напади од страна на ВМРО ДПМН и тоа со конструкција на најдолни лаги. Во однос на првата се обратив на собранието, каде што точно можеа да чујат сите граѓани. Во однос на оваа сметам дека треба да се извинат, затоа зашто јас 22 години сум работил во приватниот сектор на најтранспарентен и најзаконит начин. И не може да се прават конструкции од тоа како функционираат компании кои што се независни во своето работење и кои што функционираат врз основа на закони. Дали тоа значи дека ќе има тужби или не, тоа не може да зависи од мене, затоа зашто ја не сум ниту правник, ниту адвокат, меѓутоа сепак сметам дека тоа треба да го направат, бидејќи конструирање на лаги само ќе повторам уште еднаш. Целта е да се тргне вниманието од тоа што тој треба да објасни што се случувало со тендер од 136 милиони евра во Водовод Скопје. Ниту јас го обвинив, ниту Социјалдемократскиот сојуз го обвини. Него го обвини ВМРО ДПМН, партијата во која што е председател. Затоа зашто градоначалникот на Скопје е од ВМРО ДПМН. Подржана е Данила Арсовска. Данила Арсовска ја чекаа со трубачи во ВМРО ДПМН, не ја чекаа во СДСМ,